Нехигиената и несигурноста се причините поради кои скопјани ги избегнуваат подземните пешачки премини во градот. Подвозникот кај Асуц во автокоманда е во катастрофална состојба, претворен во јавен тоалет, па никој не се осудува да премине преку него и комплетно е исфрлен до употреба. Другите два се во подобра состојба. Подвозникот кај трговски центар Скопјанка постојано се одржува, но поголем дел дуќанчиња се затворени и воопшто не се користат. Пешаците повеќе се одлучуваат да поминуваат над преминот преку зеленилото во жардиниерата, отколку да се спуштат во подвозникот и да го преминат булеварот Јане Сандански. Пешачкиот подвозник во населбата Автокоманда кај хотелот Континентал е во функција, граѓаните го користат, најмногу студентите, но сликата е лоша. Како што велат сопствениците на дуќаните кои работат таму, подвозникот не е безбеден, нема осветлување и често се мета на кражби. Подземниот пешачки премин кој се наоѓа во населбата Автокоманда постои веќе 47 години, но за жал, од неговото постоење па се до ден денес не е извршена никаква реконструкција. Граѓаните го користат овој подземен пешачки премин, најмногу студентите, но како што велат тие, не е безбеден за поминување. Најмногу за безбедноста стравуваат во ноќните часови кога и нема никакво осветлување. Овој подвозник и покрај тоа што се наоѓа во лоша состојба е најфреквентен и максимално искористен. Граѓаните бараат од надлежните да се направи реконструкција и да се создадат услови за поголема безбедност. Граѓаните поради лошите услови на подземните премини ги претрачуваат сите сообраќајни ленти на булеварите, а причините за ваквото однесување ги посочуваат во лошата состојба на премините. Велат дека во попладневните и вечерните часови воопшто не е безбедно да се поминува. Нашата камера забележа дел од пешаците кои го користат преминот, при што ги прашавме колку често ги користат подземните премини и дали се безбедни за поминување. Ќе ни кажете ли дали често го користите овој подземен пешачки премин? Многу често го користам овој подземен пешачки премин. Меѓутоа, како да ви кажем, разочаран сум од ситуацијата што е овде, еден единствен подземен премин кој надлежните институции, кои се, што се, како се, да не навлегувам во тие проблеми, не преземаат нешто конкретно да ова се среди, зашто не само јас како индивидуа, значи повеќето луѓе го користат, а не се презема ништо, на жал. Што ќе ни кажете за безбедноста? Дали е воопшто безбеден за поминување, особено за помладите луѓе кои што, нели знаеме, студентите најмногу го користат? Да, студентите најмногу го користат, тачно. Меѓутоа, за безбедноста тоа може само они да го кажат, пошто јас не го користам во ноќните така часови. Дали користите подземен пешачки премин? Да. Сметате дека е доволно безбеден? Не е безбеден ноќно време, пошто ја тука знам како е. Има таму се собираат некои, па прават бели, чекат некој да помине, дали ќе го истепат, дали мобилен ќе му земат, тоа е чудо едно. Само ноќно време, а ноќно време не поминува, да знаете. Да, добро е. Подобро е значи да се помине под пешачката зона, мислам во пролазот, отколку преку улица да се претрчува. Дали сметате дека има доволно хигиена? Не, тунелот не е баш чист. Не се одржува хигиената, воопшто не е чист. Дали често го користите подземниот пешачки премин? Овој да. Овој. А дали сте задоволни од хигиената, од безбедноста? Јас се преселив од Белград овде пред 2 недели и се ова ми е прилично познато. И не само во подземните пешачки премини, некултурата се забележува насекаде. Битпазар ќе го посочиме како место во кое владее самоволија и апсолутно непочитување на сообраќајните правила. Надземниот пешачки премин ретко кој го користи, но затоа сведоци сме на постојано претрачување преку оградата и жардиниерите. Токму оваа улица честопати возачите ја посочуваат како една од најпроблематичните во градот, на која треба најмногу да се внимава на пешаците. Ништо поразлично не е ниту во другите делови од градот, по се изгледа дека и жителите на Карпош и Аеродром не се ништо поразлични, па од тука и на Партизански
Санданска, како и на булевар Јане Сандански, сликата на неочекувано претрачување на пешаци е секојдневие. Со непочитувањето на правилата во сообраќајот и претрачувањето на булевар, граѓаните го ризикуваат сопствениот живот, а исто можат да заработат и некоја казна. За преминување улица на црвено светло, казната изнесува 35 евра, а за преминување надвор од пешачки премин 25 евра.